Добар ден, драги гледачи, вие сте во најновото издание на Откриени тајни. Посакувам да добре дојде за сите они кои што се ново вклучени. Продолжуваме со серијалот на 24 карактеристики на генијалците. Тоа се карактерни особини кои што ги има откриено доктор Алфред Бариос. Фактички има испитувано во 80-те години кои се карактеристики кои што сите генијални умови или генијалци ги имаат. Дошол до заклучок дека сите генијалци има 24 заеднички карактеристики. Она што е битно за нас е дека тоа се карактерни особини, дека не се генетски предиспозиции и дека секој еден од нас може да ги развие. Зборувавме за голем дел од нив во претходните емисии. За тие што не сте не следеле, ве упатувам на мојот YouTube канал и на мојата Facebook страница каде што можете да ги гледате изминатите емисии. На некој начин доаѓаме до самиот крај, поради тоа што ова беше серијал кој што ги опфати обработување на тие 24 карактеристики на генијалците. Она кое што ќе се задржиме во оваа емисија фактички ќе биде мала рекапитулација и ќе опфатам неколку карактеристики, поради тоа што она што сакам да го кажам, во една од претходните емисии имаше многу интерес поврзано со како после разочарувањето да не ни се намалат емоциите, како да не стварно се разочараме од неуспесите, туку како повторно да итаме и да ги освоиме целите кои што ги имаме зацртано за нас. Сакам да направам еден осврт на неколку карактеристики на генијалците во оваа емисија, за да ги доловим уште повеќе некои од работите кои што за мене мислам дека се многу битни секој од нас да ги знае за едноставно да имаме поголем и подобар успех во нашиот живот. Сега едно од работите кои што ги зборев за генијалците беше одговорноста. Тоа го спомнав и во претходната емисија, дека фактички одговорноста значи преземање на одговорност или статус дека може би има работа за грешката која што сме направиле, може би навистина сме ние криви. И рековме дека не се плашат да кажат дека сгрешиле и преземат одговорност за сето тоа. Денеска ќе зборам и како да користиме повеќе од нашата моќ, како да го користиме целото знаење, нели? Секогаш знаеме дека знаењето е моќ, но како да дојдеме до знаењето и како да го искористиме целото знаење. Ќе зборувам и за повторно за оправданието, затоа што тоа беше популарна емисија и имаше убав одзив, така да ќе кажам неколку работи, ќе скокнам на неколку теми, но се со цел да доловиме повеќе од некои од работите за генијалците на вас. Она што сакам да го почнам и да го кажам е дека, ајде да кажеме кога сме ние, во претходните емисии зборев дека секој еден од нас има загуби, има разочарување во животот, има негативни работи што му се случуваат и дека во даден момент знаеме да бидеме негативни. Знаеме да бидеме позитивни, но во дадени моменти знаеме и како да сме негативни, да сме љути, да сме разочарани, да кажуваме работи кои што не ги сакаме на некој начин да повредуваме други луѓе. Реков и секогаш зборам дека како дел од нас имаме една подсвест кај што се снимени сите тие негативни искуства, сите тие трауми, разочарувања, негативности кои што ние ги имаме. Ајде тоа да го представиме на некој начин. Ова е таа подсвест која што едноставно во дадени моменти ја користиме за да се спротивставиме, за да казниме, за да повредиме некој друг. Во дадени моменти некој нешто ќе ви каже, ќе ни се активира некоја несоодветна реакција, некоја подсвесна реакција, ќе избувнеме и однаш како тирада на зборови ќе кажеме некои работи кои што после некој време си викаме не моравме да го кажеме. Зборам за тоа цело време, но сите го имаме тоа. Така, ја го имам, луѓето кои што работат со мене го имаат, дома луѓето во фамилијата сите го имаат, има таа подсвест и во дадени моменти сите можат неконтролирано или на некој начин негативно да реагираат. Овој другиот човек, тој си има своја негативни работи кај него. Впрочем, ако видите во домот, сте виделе можеби сопругот и сопругата што викаме си ги знаат дугмињата, копчињата, како да ти згази на нерв за да те изнервира, секој си има слаби страни. И во даден момент на некого нешто ќе му кажете, не може тоа да го соочи, тоа ќе него предизвикува лавина од негативни реакции, едноставно му го вклучувате во даден момент нешто што е негативно од него и што правиме? Правиме негативен човек и тој кога ќе едноставно таа негативност кај него ќе се вклучи, почнува да ни кажува работи кои што се пак негативни за нас. И во тој момент имаме една многу убава наводници игра која што се одвива дома, која што се одвива со пријателите, која што се одвива со дадени луѓе. Денеска ќе зборам за одговорност. И баш ова е тоа што сакам да го кажам. Треба да знаеме да секој еден од нас ги има тие негативности кои што се кај него, таа нервоза. Знаеме што ќе му ја вклучи таа нервоза. Можеби знаеме што е тоа што човекот сака да го слуша, што е тоа што не сака да го слуша. Знам во даден момент кога ќе кажам нешто како не знам. Мојата
сопруга реагира или можеби мајката знае што е тоа што кога ќе каже детето кој го изнервира. Децата се махери и знаат што е тоа што ако они ќе го кажат, знаат точно што да кажат за да ги дигнат до плафон, што би се рекло своите родители. Така да секој го има едно тоа во нас кое што е негативно е сега. Во даден момент ја користиме таа подсвест, и ќе почнеме да гаѓаме во другите луѓе со неа, стануваме малку деструктивни, стануваме малку негативни, стануваме малку злобни и почнуваме да ја користиме неа и почнуваме да напаѓаме некој друг човек. Но што се случува кога ќе искористиме некоја негативност, некоја лоша работа која што знаеме дека не треба да ја кажеме однаш, зборовите се побрзи од тоа што можеме свесно да го контролираме, што се случува ке другиот човек се вклучува точно истото и почнува да ни враќа со иста мерка. Гледате како да се заштитиме од некои негативни работи кои што луѓето можеби на нас не го прават. Ако јас сакам да се заштитам другите луѓе да не ме гаѓаат со унаводници работите од нивната подсвест и едноставно како да не го вадам лошото од нив, треба да знам дека тие имаат нешто такво кај нив, знам што е тоа што можеби ја кога ќе го направам ќе предизвика негативна реакција кај нив и ако сакам да сум одговорен за нив, на некој начин треба ако сакам да преземам одговорност за тие луѓе, треба да знам што е тоа што треба да го направам, што е тоа што ги нервира, што е тоа што ако го кажам знам дека ќе ги направи да се негативни и на тој начин преземајќи одговорност за нив, на тој начин не активирајќи ја таа негативна подсвест кај нив, се заштитувам и сам себе си поради тоа што само така ќе предизвикам од другата страна да дојде позитивна реакција кон мене. Гледате, ако давам акцент на доброто кај луѓето, ако преземам одговорност за нив, во тој случај, гледате, се заштитувам и од негативната реакција која што околината би ја предизвикала кај мене. Кога бевме мали со сестра ми, точно знаев што не треба да ги кажам, тоа што треба да ги кажам за да изнервирам. И во даден момент го користев тоа како оружје за да изнервирам неа, ама тоа беше деструктивна игра. Гледате, денеска ќе зборам из игри, кога немаме некои конструктивни игри, цели и планови, тогаш луѓето стануваат малку деструктивни. Знаев што е тоа што не сака да каже, знаев што е тоа што ја вреди. И таа знаеше на истиот начин да ми врати и на тој начин почнувавме да имаме некоја игра која што беше деструктивна и мајка ми знаеше да каже попаметниот попушта. Не е дека попаметниот попушта, него во тој момент можеби не го знаевме ова кој што го знаеме сега и дека фактички преземајќи одговорност за другиот човек, преземајќи одговорност за неа, се заштитував и сам себе си. Или имаше други ситуации, на училиште имате деца, не знам, ќе удрат некој друго дете или ќе се закачаат со друга група на луѓе, па после тоа чека тие него да го најдат после школа па да му вратат. Тоа се деструктивни работи. Гледате каде што окривуваме, односно правиме деструктивни работи кон некој друг човек и после тоа што се случува, ние ги мотивираме, им даваме повод да ни вратат. Начинот како да се заштитиме од тоа и да немаме такви деструктивни работи во нашиот живот е навистина да преземеме одговорност за тие луѓе. Да ја смениме играта и едноставно да преземем одговорност за мојата сестра. Што е тоа што сестра ми го сака? Или сестра ми за мене, или за моите пријатели, или за мајка ми и за татко ми? Што е тоа што сакаат да го видат? Што е тоа што сакаат да го добијат? Што е тоа што на нив им треба? Гледате колку е убаво во даден момент кога ќе преземеме одговорност за некои луѓе, колку работите и проблемите секогаш ги снемува. Имате во дадена ситуација, не знам, каде што девојчево доаѓа дома и кажува нешто на мајка и мајка ја моли нешто да направи, девојчево не ќе тоа да го направи. И наредниот ден девојчево бара од својата мајка нешто таа да направи за неја, мајка вика се не може. Не може тоа, не може ваму да идеш, не може да излезеш со другарките, не може. Добро, зошто, мамо? И мајка обично ќе каже, ти текнува ли вчера? Абе една работа те замолив да направиш, абе само садовите да ги измиеш. Гледате, целата идеја е непреземањето на одговорноста од претходно. Ако јас не преземам одговорност за некој друг, тогаш мотивирам од другата страна и тој човек да не преземе одговорност за мене. Во дадени моменти кога се чувствам неубаво јас,
и ова е не поврзано баш конкретно со темата на одговорност, секогаш гледам да помогнам на некој друг човек. Гледате, кога ќе му помогнете на некој друг човек, се чувствувате супер и се чувствувам убаво. Тоа е поради тоа што, гледате, сите сме поврзани во овој опстанок. Јас сум поврзан со луѓето со кои што работам. Сите сме заедно во она што треба да го направиме. Во фамилијата сите сме поврзани со опстанокот кој што сакаме да го направиме. Ако ја чукнам некого по рака, зашто потоа мене рака да ме боли многу често, е баш поради тоа што можеби сме поврзани и баш таа одговорност. Гледате, ако ја не преземам одговорност за другиот човек, не можам да очекувам дека и тој ќе преземе одговорност за мене. Но мислам дека многу паметно и здраворазумно е кога ќе се фатиме дека имаме некоја деструктивна игра на обвинување, правење деструктивни работи, да прекинеме во тој момент, затоа што на таков начин, она што се случува, го вадиме по лошото од другите луѓе и на тој начин сме ние изложени на нивната негативна потсвест и сега треба да очекуваме нешто негативно да се случи на нас. Во спротивно, кога правиме позитивни работи, вистински се заштитуваме од негативностите кои што едноставно може околината да ни ги направи. Сега ќе зборам за мојки, како ја губиме мојти, е поврзано баш со ова и затоа и ова беше само накусов вовет во една од работите. Гледате, кога ја ќе почнам да окривувам за работите кои што мене ми се случуваат некој друг човек, ја префрлам мојта на него. Имате во дадена фамилија маж и жена и цело време свекрвава е крива. Кој е крив? Свекрвава е крива. Кој е крив? Свекрвава е крива. Гледате, кога окривувате за работите што ви се случуваат на тој му ја давате мојти, се свекрвава станува многу мојтна. Вистината е дека можеби ние сме криви, не криви, зборот крив не е ни соодветен, одговорни, можеби ние сме причиниле нешто кое што едноставно да не сме требале да го причиниме. Секогаш кога окривуваме некој друг човек, еден прст е натаму, ама 3 прсти се нака нас. Затоа што колку повеќе окривувате некој човек, толку повеќе ја губите мојта, толку повеќе велите тој е тој главниот причинител за се што ми се случува во животот и ја немам никаков удел во тоа, ја не сум веќе причинител и на тој начин почнуваме да ја губиме контролата. Ќе зборам малку подоцна и за тоа. Затоа што едноставно не можеме да видиме дека во даден момент некои работи не се случуваат на нас, поради тоа што можеби ние сме преземале погрешни чекори или правиме акции кои што не се најсоодветни. Генијалците ја имаат таа генијалност, би рекол, да се коригираат и да имаат увид во своите постапки кои што ги прават, го стопираат на тој начин, едноставно имаат доблест да се коригираат. Е сега, уште нешто кое што сакам да го зборам, а е поврзано со акции. Во дадени моменти не сваќаме дека имаме акции кои што се некогаш погрешни или не се најсоодветни, но во даден момент не разбираме дека некогаш имаме акции кои што треба да ги направиме, а не ги правиме во дадениот живот. Тоа е како во фирмите, некогаш имаат загубен приход, односно имаат загубен приход од приходот кој што не го искреирале или не го продуцирале. Така и во животот, ако имаме акции кои што треба да ги направиме денеска, може да сме направиле една акција која што е погрешна и се фиксираме на таа, но не е секогаш погрешноста или неодговорноста во нешто негативно што сме го направиле. Дали не сме направиле нешто позитивно? Гледате, неправењето на дадени работи исто така има огромен удел. Знаете, затоа што ако денеска јас сум требал да направам многу работи, не сум ги направил, и тоа е и така како неодговорност, и на некој начин не ни дава се шириме и да имаме контрола. Луѓето секогаш се гледаат да не направат нешто за да не направат грешка. Но многу е подобро да правиме 10 работи, од кои што можеби и 8 ќе ги направиме како што треба и 2 ќе сгрешиме, отколку да не направиме ни една грешка, ама да направиме 2 работи кои што се позитивни само. Ете затоа што во даден момент имаме потенцијална акција која што не ја правиме во текот на денот и тоа носи загуба. Замислете, денеска не сме учеле колку што требало. Не сум ги контактирал фирмите кои што сум ги требал. Не сум ги контактирал луѓето со кои што сум требал да зборам. Тоа е загуба исто така. И некогаш не гледаме на тоа дека се можеби поголемите грешки на непревземаните акции кои што сме требале да ги превземеме, а не само на оние кои што сме ги сгрешиле, погрешиле или не испаднале како што треба. Затоа што гледате, секогаш во животот или во секој ден имаме потенцијал на успех. Ама ако не ги направиме тие акции, тогаш имаме поголема загуба потенцијално, отколку ако направиме нешто и го сгрешиме.
Тоа е нешто кое што сакав да го зборам во оваа емисија, поради тоа што многу ретко даваме акцент на тоа, или кога станува збор за спортисти, или кога станува збор за, не знам, некој кој што е во продажба. Имате некој човек кој што продава нешто и има еден човек кој што цело време со него соработува или сака да ја направи продажбата, но не гледа дека можеби има потенцијални 7-8 други луѓе кои што поминуваат покрај него, и ако знае како тоа брзо да го среди, да го затвори, се посвети на овие потенцијали, ќе има многу поголем приход и ќе има многу поголем успех во животот. Така е со се. Може би еден спортист кога ќе излезе на терен, ќе направи една грешка и се фиксира на тоа, но не размислува што е тоа што можев да го направам на утакмицата, а не го направив. Затоа што кога ќе почнеме да размислуваме на тој начин што е тоа што можевме денеска да го направиме, а не го направивме, наредниот ден знае да ни стане и такако конструктивен, поради тоа што вниманието го насочуваме на нешто кое што е добро и кое што можеме да го реализираме наредниот ден, а не го фокусираме само на грешката. Сега, минатиот пат зборев за нешто кое што имаш убав одзив кај нашите гледачи. Зборев за колку оправданијата не ни користат. Кажав неколку примери, кажав кога ќе се разочараме дека донесуваме одлука и реков дека после тоа таа одлука, ако е негативна, многу често потсвесно ќе сакаме да ја реализираме. Реков дека во животот имаме секојаш цел. Целта е нешто кон кое што се стремиме. Ние сме тука, имаме препреки кои што треба да ги надминеме за да стигнеме да ја постигнеме целта. Во животот често ќе трнеме низ препрекиве, сакаме да ги надминеме, ќе удриме во некоја препрека, нема да стигнеме до целта и во еден момент ќе си речеме толку се откажувам. И што кажа во една од претходните емисии, дека нема загуба се додека ние не одлучиме дека сме загубиле. Во тој момент кога ќе одлучиме дека сме загубиле, тогаш настанува загубата. Тогаш донесуваме негативна одлука. Гледате, кога ќе донесеме одлука, нашиот ум ќе се обиде да ја реализира одлуката. Ако одлуката е да стигнеме до целта и е позитивна одлука, тогаш нашиот ум, ќе најде решение како да ги надминеме проблемите и да стигнеме до целта. Ако донесеме одлука, готово, крај, разочаран сум, нема да успеам за никаде, у Македонија све е негативно, нема да успеам на работното место, знам дека шефот е тој кој што ми го направи тоа и тој, и поради тоа не можам да успеам. Гледате, донесувам негативна одлука, умот повторно ќе се активира и ќе најде начин како да ја реализира и таа одлука, но на негативен начин. Гледате, ако јас донесам одлука и го кажав овој пример дека нема да успеам, не промовирам колку што треба за да имам предавање од добра бројка на луѓе како што сакам, не сум промовирал доволно и во еден момент донесувам одлука дека предавањето нема да се реализира или нема да биде успешно. И во тој момент почнувам да барам оправдание од околината. Околината секогаш ми дава оправдание. Ете, оправданието од околината, јас си правам стопови за да речам така е, не можев да го искривам предавањето затоа што имав толку многу препреки во мојот живот. Но оправданијата, многу интересна работа е. Секогаш се лични, секогаш се субјективни, поврзани со нас. Ете, еден куп има оправдание околу мене и јас ги избарам тие кои што мене ми одговараат за да ме потхранат, зашто секој еден од нас реков дека сака да биде во право и во тој момент ќе речеме дека ете не успеав и поради тоа и тоа сум во право. Давам пример, поради се занимавав со кошарка, бев добар кошаркар и имаше една дадена ситуација кога во даден момент кога ќе се кршеше утакмицата, да кажем игравме со тим кој што беше многу добар. Секогаш кога победувавме, кога игравме со послаби тимови, никогаш немав проблем со колената. Но во даден момент кога имав притисок и кога знаев дека ќе изгубиме, а се очекуваше и тренерите сакаа ја да ја решам, да кажем, утакмицата, во еден момент ќе донесев одлука дека ќе изгубиме. Сега таа одлука беше погрешна. Наместо да соочам дека ќе изгубиме и да преземам одговорност дека ќе изгубиме и дека наредната утакмица можеме да ја добиеме ако вежбам подобро и ако тренирам подобро, во тој момент ако се соочам со неуспехот и не се обидам да го оправдам, немам проблем. Но во даден момент имав повреди на колената и колената, секогаш кога имавме утакмица, која што беше густа, секогаш ги користев како оправданија дека ете, поради колената, ме болат колената и заради тоа не можев да дадам се од себе и ако не беше повредата на колената, секако дека ќе успеев.
Гледате, во даден момент го користев тоа, затоа што кога ќе излезев од терен, тренерот никогаш немаше да ми се љути, поради тоа што имав повреда во коленото. Но она што го сватив, е дека таа повреда секогаш се јавуваше во моментот кога ќе се соочев дека ќе имам неуспех. Тоа го правиме подсвесно. Сме го правеле тоа и со испити. Ќе видите дека не можете да стигнете на испити, во даден момент одлучувате дека нема да стигнете за испит, подсвесно, бараме некојаш оправдание, не боли глава, не боли стомак, ќе се разболиме. Не викам дека секогаш е тоа ситуација, но често пати во дадени ситуации, кај дадени луѓе се случува. И тоа, ова не значи дека сега треба на тие луѓе да им кажеме, гледај што правиш, знаеш што? Тебе ти ова оправдание, глава те боли поради тоа, стомак те боли поради тоа, затоа што во даден момент, запамтите, луѓето сакаат да се во право, ќе ги активираат тие повреди и болести уште повеќе. Не е тоа решението. Решението е да му кажете на човекот дека имал некоја цел и дека сте тука да му помогнете да ја постигне целта. Во даден момент, кога ќе видите дека некој човек се откажал од нешто и почнува да има многу оправдание, едноставно решението е не да го критикувате и да му кажете ова ти со оправдание. Гледате, туку идејата е да му кажете дека имал цел и дека сте вие тука да му помогнете повторно да ја врати и да ја соочи целта која што никогаш е имал. И за крај, само што ова ќе го кажем. Ова е еден убав пример. Ако ова реката, ако ова е изворот, ако ова е водопадот, и овдека е реката, и тука е барата во даден момент. Ова е барата, ова е изворот, ова е водопадот, тука е реката и тука доаѓаме во некоја вода која што е застоена и која што фатена е, не знам, жабокречини, каде што едноставно нема многу чистина во таа бара. Гледате, секогаш за да стигнеме до целта, мораме да имаме контра течението, да кажеме, на реката. Ето тоа се препреките кои што треба да ги стигнеме до целта. Кога ќе донесеме одлука дека не сме успеале, дека сме се разочарали и дека не е можно да се успее во оваа држава, не е можно да се успее во спортов кој што сум го одбрал, не е можно да се успее во работава која што ја работам, поради тоа и тоа. Гледате, поради тоа и тоа секогаш е после од кога ќе одлучам дека нема да успеам. Овдека ми е целта. Сакам да стигнам во најчистата вода. Но во даден момент тука донесувам одлука дека препреките се премногу, не можам да идам контра нив. Мораме секогаш да идеме контра препреките за да стигнеме до целта. Во даден момент викам не можам да идам контра нив, реката ме фаќа и ќе ме однесе тука, каде што нема никаков притисок, нема никаков напор, нема никакво залагање и многу е лесно да одлучиме нешто негативно, да се разочараме, да кажеме гледате колку сум управо тука, не може да се успее, не може, сите жени се вакви, сите мажи се онакви, не можеш со овој да се разбереш, не можеш со овој да се разбереш, сите се лоши, сите се вакви, сите. Многу е лесно да сме негативен. Но тогаш течеме, односно идеме со текот на реката и доаѓаме тука. Гледате, тука е најлесно да се критикува. Тука сите знаат, ама никој не е дел од играта на животот. Тука сите критикуваат, но сите се повлечени. Тука луѓето се исплашени да сгрешат. Гледате, но сме во едно место каде што стануваме негативен, стануваме критичен кон околината и знаете што е интересно? Ќе ги најдеме баш тие луѓе кои што и тие не успеале, затоа што сакаме да сме управо, ќе си направиме група на пријатели каде што сите се критичари, затоа што тие ни покажуваат во даден момент дека сме управо, дека не сме успеале. И заради тоа некогаш успешните луѓе, кога ќе дојдат до целта, знаат да ни изнервираат, ако ние во даден момент не сме успеале. Ете, затоа што тие го поминале тоа што сме требали и ние да го поминале, ама не се откажале. Ете, кога ќе се откажеме, реката не зема, не носи во едно место, каде што знаеме се, критикуваме се, наблюдуваме, не сме дел од играта на животот. И во тој момент животот не ни убав, поради тоа што ни е полн со оправданија. Пак ќе кажам, ќе се насобереме со луѓе кои што ги имаат истите ставови со нас, дека не е можно да се успее, затоа што тие луѓе ни ги хранат нашите оправданија, а и ние ги храниме нивните оправданија. И сега сакам да ви кажеме на приказна која што ја прочитав, а тоа е за лососот. И каде лососот се мрести, тоест размножува. Лососот секогаш иде на најчистото место, на врвот, блиску до изворот, за да се размножи. И во даден момент, скапи, има причина. И нареден пат, кога ќе јадеме лосос, можеме нека ви текне нова. Ништо се тој мора да помине, за да стигне до местото
кај што треба се размножи. И тоа е причината зашто е малку поскап од останатите риби. Едноставно сакав сликовито да го објаснам што е тоа ни што треба да дојдеме за да стигнеме до целта. Никогаш немојте се откажете од целта. Гледате умот, сакам да кажам, животот не е логичен, магичен е. Магијата е целта. Сакаме да стигнеме до целта и правиме магија. Гледате, целта, надминуваме препреки, бараме решенија, ја креираме целта, ја создаваме новата реалност, тоа е магијата. Нереалните замисли наши, идеи, ги претвараме во реалност, надминувајќи ги сите препреки и проблеми што животот ќе ни ги даде за да стигнеме до тоа. Тоа е убавината на животот, да ги решиме тие препреки и проблеми за да стигнеме до целта и да ја реализираме таа цел и да ја материализираме. Во моментот кога ќе изгубиме целта, имаме оправданија, имаме разочараност и тие сте, верувајте или не, многу логични. Затоа велам, животот поубаво е да е магичен, затоа што умот знае малку скриено да ни каже колку све е логично да се откажеме. Во даден момент кога ќе донесеме одлука дека сме се откажале, умот на логичен начин, наводници, ни ги подхранува, ни ги дава тие оправданија. Сите оправданија се многу логични за секого и не се знаци дека едноставно така требало да биде. Но гледайте, ако тргнеме нагоре да ја реализираме целта, во тој момент точно е дека некојаш умот ќе ни даде идеја дека не можеме, дека е тешко, дека нема да успееме. Но тој дел од негативниот ум кој што секој ден од нас го има, едноставно занемарете и игнорирајте го. Бидете храбри, дојдете кон целта. Поради тоа што кога ќе стигнете до целта, се чувствуваме среќни, се чувствуваме задоволни, се чувствуваме храбри. Едноставно луѓето ни се восхитуваат поради тоа што тоа е идејата на целиот живот. Животот е игра, а дел од играта е да ги надминеме препреките и да стигнеме до целта. Ако не играме таа игра, ќе почнеме да играме негативни игри, расправи, кавги, окривувања. И тоа се игри, но многу помалку интересни од овие кои што се стварно убави. Мото за крај, најдете убави игри, играјте ги нив и мотивирајте ги другите луѓе да играат конструктивни игри. Имајте убав ден.